Амбасадоре Зашов, вреден труд, денеска се истакна, сепак тоа е само еден дел од 5 тома, еден период од 20 години. Вие како автор на трудот, што беше пресудно да ги одберете 176 дипломатски белешки, тајни, полутајни, да се решите токму на нив? Која е најинтересната порака во тие дипломатски белешки и дали од нив може да се потврди онаа старата народна дека историјата се повторува? Јас ќе почнам од ова последново што го рековте. Историјата се повторува. Кога ги споредуваме приликите што биле тогаш и ова што сега се случува, можеме да констатираме дека навистина имаме повторување, можеби не целосно, но во некои елементи од состојбите што биле своевремено. Со тоа што разликата е голема, бидејќи тогаш македонците немале своја држава и не можеле да влијаат ниту во градовите на големите држави, ниту пак особено во соседните земји кои биле заинтересирани овој дел од Балканскиот полуостров да го поделат како дел од Европска Турција. Зошто се определив за да почнам со првиот том од 1880 година? Затоа што тогаш, по Берлинскиот конгрес, се јавуваат николци на македонизмот, како што сега се вика, на луѓе кои размислуваат за една македонска држава. И затоа и томот почнува токму со еден документ за создавање на влада на Македонија по тоа време од 30 души кои се собрале и тоа го сториле.